Ето, слушнавте и за што ќе говориме. Јас прво би сакала само да упатам добри дојде до професорот Трбогазов. Добре ми дојдовте. Добро ве најдов. Ете, ќе зборуваме за тоа како начинот на живот може да ги ублажи тие симптоми на перименопауза, на менопауза. Ги поздравувам дамите, велат дека не е ништо страшно и како и на кој начин да се чувствуваме подобро во сопственото тело, ќе дознаете денес. Меѓутоа на почеток може ли да ни кажете прво што се случува со телото? Јас во веќе од лично искуство. Вака сега, перименопауза и менопауза не се некоја состојба, туку тоа се биолошки промени што редовно се случуваат во женското тело. Перименопаузата е фаза каде што се случува најава за крај на репродукција на репродуктивниот период во животот, односно подготвувањето за менопауза кој настапува во наера после 50-та година. Перименопаузата најчесто се стигматизира дека е нешто страшно, нешто опасно, се случуваат некакви промени во телото, но верувам дека со самите години, со самиот тек на времето, искуството треба да исплови на површина, каде што после 40-та година самите ние треба да имаме малку повеќе време за посветеност кон себе. Така и веќе се чувствуваат тие промени, претпоставувам дека ето дамите кои што се во тие години чувствуваат симптоми одредени кои што им пречат, а сепак доколку и ни пречат треба да превземеме нешто. Па, оно што ќе го кажам генерално, не би сакала да потенцирам никого и така натаму, меѓутоа сите нутриционисти, па дури и тренери како вас, ќе кажат дека по 40-та година веќе навиките треба да ги менуваме. Во која смисла? Навиките треба да се менуваат доколку имаме лоши навики, но доколку имаме здрави навики, веќе само треба да продолжиме да чекориме по тие навики и да ги задржиме навиките. Што значи тоа? Со самиот период после 40-та година се случува оној хормонски дисбаланс, каде што понатаму не треба само да броиме калории, туку треба да се фокусираме на микро и макронутриентите за да имаме поквалитетен хормонски статус. Што значи тоа? Тоа значи дека доколку сме имале навики на преголем внес на јаглени хидрати, треба да ги намалиме. Зошто? Затоа што оксидацијата на естерогенот и прогестеронот во организамот се случува некој дисбаланс каде што естерогенот опаѓа. Кога ќе напоминаме овие два хормони, најчесто се фокусираме на само тие два хормони, но реалната слика е дека тие два хормони имаат една голема кохезија и играат цело време константно со варијација на останатите хормони во организамот. Тука се самиот стрес хормон, тоа е кортизолот, тука е инсулинот кој доколку ние не ги коригираме нашата исхрана, не намалиме внес на јаглени хидрати после 40-та година, и како тие два хормони влијаат на самиот естероген на нивото. Доколку нели имаме промена на хормони во организамот, имаме и промена на расположение. Доколку сакаме да се чувствуваме убаво, ние треба да запазиме да имаме редовен тренинг, редовна физичка активност, која што нели сепак самата физичка активност е одговорна за стабилизирање на метаболичките процеси во организамот. Паралелно со самата исхрана, доколку ја стабилизираме и контролираме, тоа не значи дека ние треба да бидеме престроги во нашиот живот. Баш наспротив, после 40-та година ние треба да тренираме паметно и да се храниме паметно. Не треба да се форсираме. Не е ништо страшно доколку некој има прво искуство после 40-та година да започне за прв пат со физичка активност и како ќе се чувствува преудобно во собствената кожа кога ќе ги направи тие промени. И споменавте и хормоните, и нешто што во крвната слика често се покажува е покачен шекер, покачен холестерол, а например ќе речеме, јас не јадам многу масно и така натаму. Зошто и овие бројки, да кажам, се качуваат? Самото тело е природно и биолошки да напоменеме дека старее, нели? Како старееме, така самиот метаболизам, метаболичките навики, адаптацијата во тој период стануваат помрзливи, помалце храна ни треба во самиот организам, се успорува метаболизамот, сите тие процеси. И како треба да внимаваме на исхраната, но пак ќе напоменам, не треба да бидеме и премногу строги спрема себе, треба да најчесто имаме еден термин, го нарекуваме животен стил. Она што е регуларно и нормално што треба да имаме физичка редовна физичка активност, го нарекуваме животен стил. Јас велам другите
што немаат редовна физичка активност и оние што не се хранат редовно, правилно и здраво, они имаат дефицит на животен стил. Тоа се навиките, здравите навики, затоа и ги именуваме како здрави и нездрави навики. Доколку имаме дефицит на тие здрави навики, промените ќе бидат многу поголеми, особено кај дамите после 40-та година кои немаат физичка активност и не се хранат доволно здраво, почувствуваат за почеток промена на температура во организмот, оксилација на самите мисли, Поспаност може би. Поспаност, регулацијата на сонот, квалитетот на сонот опаѓа, почнува мускулната маса многу побрзо да се губи, самата коскена структура почнува да се губи поради самото опаѓање на естерогенот во организмот и како и нели се појавуваат оние брчки на лицето затоа што колагенот и еластинот почнуваат да реагираат поразлично. Сето тоа може да се успори, не можеме да го спречиме, нели, процесот на старење, можеме да го успориме доколку си посветиме време на себе. Но современата жена, нели, во денешно време носи многу голем товар на себе. Тоа се работната кариера, дома, децата, нели, обкружувањето, најчесто ги даваат приоритетите спрема другите, на крај се ставаат самите себе, понекогаш дури и не се ставаат ни на крај. Што значи тоа? Им е тешко да одвојат 2 пати до 3 пати во неделата период од 1 час за себе, каде што ќе најдеме, нели, една реактивација физичка, психофизичка, што понатаму и како ќе го успори оној процес на старење во тој период на перименопауза. Доаѓаме до вашата специјалност. Советите се секогаш различни. Некои велат дека во овој период се потребни аеробни активности, од типот на трчање, возење, велосипед, а од друга страна пак некои не ги препорачуваат воопшто, затоа што нели и коските се веќе послаби, не дај Боже може да настанат некакви повреди и слично. Некои велат пливањето е најдобро, а некои пак велат ништо без вежби со тежина. Кој е вашиот став? Самата конструкција на прашањето, тоа е веќе многу познато прашање, е тотално погрешна и тоа исто како да ме прашате дали да пијам вода или да дишам воздух, што да одберам. Тие две идат во пакет, што значи паметниот пристап е да има одлична комбинаторика помеѓу аеробните активности, кои што се кондиционите тренинзи, кои работат на нашата кондиција и оние физички, односно тежинскиот тренинг, кој што најчесто жените во нашето општество имаат нека одбивност према теговите. Зошто се толку битни теговите во таа ера после 40-та година? Затоа што доколку вежбаме физички тренинг со редовно зголемување на отпорот, ние нема да направиме бодибилдерско тело, туку ќе направиме стимул нашите мускули да се одржуваат и нашите коски да се одржуваат коскената маса, што е многу битна понатаму затоа што самиот период следи каде што со самиот хормонски дисбаланс остеопорозата продолжува да се зголемува драстично, но доколку ние имаме физичка активност со кревање на тегови во комбинација со, не мора да биде интензитетот голем, но треба да биде редовен. Не треба да трчаме секојдневно, доволно и да пешачиме навечер по половина час до 45 минути, но да имаме во комбинација со кревање на тегови. Теговите не се ништо страшно, јас велам треба да станат најдобар пријател на секоја жена после 40-та година, баш поради нивните здравствени биолошки промени. Сега велите имаме отпор кон тегови. Зошто е тој отпор и дали може 3 пати неделно вежбање да направат да имаме тело кое што би било набилдено или теоретски нема шанс? 2 пати до 3 пати е сосема доволно за одржување на тонусот и за регулација на нашето здравје. Понатаму е професионализам. Најчесто поради генерализирање на некој професионалец, односно професионалка во таа сфера каде што за таа професионалка да изгледа така, се зимаат анаболни стероиди, каде што го менува физикусот и повеќе наликува на машка фигура, односно робузноста се менува. Тука најчесто етикетираме и ние жените велат јас не сакам да изгледам така. И да сакаме да изгледаме така, не можеме доколку не тренираме минимум 6 пати во неделата, немаме минимум 6 оброци во денот, регулирани кон таа цел и не зимаме анаболни стероиди. Тоа што значи не може да се случи, а наспротив доколку тренираме 3 пати, 2 до 3 пати во неделата е сосема доволно за да се намали процесот на старење и да се регулира целиот хормонски статус. Еве некои искуства на жени.
Без разлика на севели, телото се шири, посебно во пределот на стомакот, во пределот на задниот дел, во пределот на рацете. Има ли начин да се промени тоа и како? Тоа е биолошки процес, во периодот на перименопауза започнува. Зошто? Затоа што има разлика помеѓу, ќе направиме на категоризација, жени кои што се репродуцирале и жени кои не се репродуцирале до периодот на стариот период на како родилка, Кога ќе започне перименопаузата, оние кои што не се репродуцирале и како многу повеќе, зашто прават задршка на масти во организмот поради самиот пад на естерогенот. Самото тело биолошки, вие треба да бидете родители, односно мајки, треба да носите во себе уште еден плод. Вашето тело прави поголема задршка за тој плод да има, да биде сигурен, стабилен во тој период дека ќе се репродуцира квалитетно. Затоа и е неизбежно да се избегне тој период и таа промена биолошка на телото. Што треба? Треба жената пред све да се прифати таква каква што е, да нема тенденција да верува дека на 40 години има 20 години ќе продолжи да изгледа како на 20 години. Пак велам, со самото старење доаѓа и зрелоста, ние треба да имаме паметни одлуки и паметен пристап понатаму. Треба да ги имаме правилната перцепција за себе и дека не е ништо страшно дека нашето тело ќе почне да се изложува на некакви промени. Тоа е ширењето, тоа е старењето на телото, но не значи дека ако имаме редовна физичка активност, пак ќе напоменам, дека тој процес нема да се успори. Да, дефинитивно ќе се успори и ќе се чувствуваме прекрасно. Не е битно, јас велам како тренер, сум достигнал многу кога ќе ги научам моите клиентки да го надминат фактот која е бројката на вагата, туку е многу побитно како се чувствуваме денес. Не е толку битно како изгледаме на крајот денот, туку е битно како се чувствуваме. Пред све треба да се чувствуваме убаво и удобно, а убаво и удобно се чувствуваме кога имаме редовна физичка активност и правилна исхрана. До исхраната дојдовме и велите мора и таму да има промени. Какви промени, доколку некоја жена консумирала, да речеме, 3 оброци во текот на денот, оброци кои што вклучувале јаглехидрати и протеини, и дали е нездраво доколку ги исклучиме комплетно јаглехидратите? Микро и макронутритивните вредности треба да се задржат после 40-та година и не треба многу да броиме калории, туку треба да внимаваме да го намалиме бројот на јаглени не е воопшто погрешно и тотално да се исклучат јаглените хидрати на период во животот. Тоа ќе вроди со уште поквалитетни здравствени бенефити, но многу е битно да се намалат сепак доколку сакаме да го задржиме нашето тело здраво и витално, да немаме реакција, да не се створи инсулинска резистенција, затоа што таа инсулинска резистенција е во кохезија со самиот естероген. Кај жената тогаш се случуваат тие налепување на масните наслаги. Понатаму здравите масти мора да се внесуваат редовно. Кои се здравите масти? Тоа се омега-3 мастите, кои што редовно мора да се внесуваат на дневна основа, зошто за да се регулира самиот хормонски статус. Ребалансот помеѓу омега-3 и омега-6, омега-6 треба да се намалат, а омега-3 треба да се даде многу поквалитетно внимание и концентрација, затоа и велиме дека медитеранската исхрана е една од најквалитетните и најздравите исхрани, затоа што баш во таа исхрана во Медитеранот секојдневно се внесуваат морските плодови, секојдневно се јаде риба. Рибиното масло е омега-3, што редовно мора да се препорачува. И на крајот, самите протеини се многу битни, каде што во просек, за да продолжиме да ја задржиме мускулната маса, каде што природно опаѓа со текот на годините, треба од 1,5 до 2 грама по телесна маса да се внесува протеин индивидуално за секого, за да можеме да се задржи, да се одржува онаа мускулна маса. Сега она што го напомена ти преска, доколку некој сака да изгледа многу по-робузно и мускулесто, треба многу поголеми количини на протеин да внесува, но јас лично тоа не го препорачувам. Велам дека секој треба да го достигне релативитетот на собствената градба, а не да иде до само да се форсираат мускулите, да растеме мускули и мускули. Во овој период на животот многу често појава кај жените и остеопорозата, тоест губење на јачината на коските. Како може тоа да се реши, да се помогне?
Самиот физички тренинг, односно тренирањето со тегови, го стимулира зајакнувањето и на коската. Треба да се внесува сепак редовно калциум, D3, да се внесува D-витаминот, нели е многу битен, магнезиумот исто така за поквалитетен опоравок. Редовен физички тренинг. Доволно е 2 до 3 пати, пак ќе напоменам, вежби со тегови, треба да се започне нели постепено со минимални тежини за да не се ствара некаков пред се психички отпор, психолошки отпор кон теговите, да видиме дека тие тегови, тие тежини ни пријаат на телото за 3 недели кога ќе почне самата промена во организамот, адаптација и дека како почнуваме се чувствуваме убаво. Коскената стрж, што е разликата помеѓу квалитетно слабење и неквалитетно слабење? Доколку слабееме само со диета без физичка активност, ние велиме дека тоа е неквалитетно слабење затоа што немаме редовен тренинг со отпор, и тогаш почнува коскената стрж да омекнува и да се намалува коскената маса. Доколку имаме слабење со редовен физички тренинг, тогаш вериме дека е квалитетно. Зошто? Затоа што на вага не опаѓа само бројката, туку опаѓаат само мастите, а коскената маса се задржува и мускулната маса се задржува. Со мускулната маса ќе ни кажете зошто опаѓа мускулната маса и како на кој начин тоа го надоместуваме, дали исто вака истите овие правила како за коските, така и за мускулите? Важно. После самата 40-та година анаболната реакција во организамот се способно се намалува и поради тоа се опаѓа самата нели мускулна маса. Тоа е регуларно биолошки процес не само кај жените, исто и кај мажите. Можеби кај мажите е многу поспоро затоа што природно нели оној половиот хормон имаме многу поголема, ние имаме повеќе тестостерон, жените повеќе естроген, но не значи дека и двата пола ги немаат двата хормони. Поради поголемото ниво на тестостерон, мажите мускулната маса имаат многу поголема и опаѓа многу помалце. Затоа особено после 40-тата во перименопаузата кај жените драстично многу повеќе опаѓа и затоа велиме дека треба многу повеќе жената да внимава на исхраната за разлика од мажот. Срикници едни. Да. Сега кога сме кај и вежбањето, и храната и така натаму, има уште нешто што укажува на тоа дека на жените над 40 години им треба и повеќе време за опоравување. Сега нели ние како ќе ги приметиме промените, почнуваме да се форсираме, сакаме да го вратиме телото како што ни било пред 15 на години, иако е невозможно. Кажете ни што се случува доколку форсираме така? Ние стручњаците од мојата област како кинезиолози велиме вака дека доколку доживуваш хормонски дисбаланс, напорниот тренинг и екстремната диета ти исто како да се удираш со глава во зид. Нема да постигнеш ништо, наспротив треба да го успориме малце времето, да идеме по-нежно према себе. Што значи не мора да правиме 5 тренинзи, со 2 тренинзи во неделата ќе достигнеме многу повеќе. Не мора да идеме на екстремна диета, со балансирана и здрава исхрана ќе достигнеме многу повеќе. Зошто? Затоа што самото тело кога е изложено на промена, таа е биолошка промена по која нашето тело чекори, а ние пробуваме да го вратиме назад и да се чувствуваме како на 20 годишна возраст. Тоа е тотално погрешно, оставете го телото, но продолжете да чекорите по здравите навики. Самите здрави навики ќе ви го однесат вашето тело и вашето здравје токму таму каде што треба. И лично јас вака, моја перцепција некоја е дека жените се многу поодговорни, знаеме и да видиме критични кон себе. Кај мажите некако карактеристично за тој период по 40-та до 50-та, може би опаќа косата, се зголемува стомакот, ама тие некако полесно го поминуваат тоа. Се сложувате со мене или не? Еве за мажите некоја препорака да не биде дека нели само за жените повикав и покрај тоа што нели ние имаме перименопауза, менопауза, меѓутоа и кај мажите е карактеристичен тој машки климакс. Да. Сепак и климаксот е тука присутен кај мажите, нели? И кај машкото тело се случуваат промени. Одговорноста може би е завиена во поразлична форма кај мажите и жените, не значи дека кај едните има повеќе или помалку, затоа што сепак сме со различен физикус,
пред све со различен хормонски баланс. Нашиот дневен циклус и вашиот месечен циклус се сосема поразлични. Све што можам да кажам е дека треба да се охрабриме и двата пола, затоа што треба да имаме разбирање еден спрема друг, за да имаме поддршка еден спрема друг. Кога се има поддршка од спортивниот пол, перименопаузата е многу погладка и многу поубаво искуство во животот кое тек ние како генерации ќе ја доживееме. Исто и обратно, на менопауза, доколку имаме поддршка од партнерот од другата страна, е многу погладка и многу полесна. Јас се благодарам за гостувањето. Следите ли спорт? Повеќе сум стручно навлезен во спортот од другата страна на катедрата. Немам многу време да го следам спортот, затоа што јас велам или си на терен или си на трибини, јас сум се уште на терен. А вчера гледавте ли ракомет? Нема време да гледам ракомет, затоа што во периодов имам премногу стручна литература за обработка на податоци за моите докторски дисертации, така да немам време да се релаксирам со пиво да гледам спорт.